Добро вече, ново издание на Политиканти, како и секогаш во петок во ова време. Јас сум Боријан Јовановски. И јас во студиото со Боријан заедно сме, јас сум Сашо Арнановски. Добро вечер за оние што не гледаат директно, бидејќи надвор веќе се стемни, ама ова се врти после 7 дена, па некој не гледа са бајага наутро, попладне, на ручек и така, здраво на сите. Имаме гостин, доста помлад. Не сме стигнале до гостинот. Не сме стигнале до гостинот. Тачно, тоа е точно. Не, Сашо, види, ти кажав и на почетокот, и деконцентриран сум, стварно сум вознемирен денеска. И ова е, мислам, тема која денеска нема кој не ја зборува дома, на улица, кафана, а тоа е она трагична смрт на млада девојка на Партизанска. Јас бев на протестот и она што единствена добра работа која е од друга страна едно пријатно чувство е што видов многу млади луѓе на одзив, имаше голем одзив тој протест, иако не забележав дека беше нешто посебно организиран, имаше јас сретнав 1 до 2 објави некаде дека тоа ќе се случува на местото на погибието на девојката и во една стварно траурна атмосфера, маса на луѓе кои палеа свеќи, носеа цвеќиња, видно вознемирени и тажни. Како ти кажам, густа емоција имаше на протестот. И она што е добро во целата работа, ако воопшто нешто може добро да биде, е што се чувствува еден друг квалитет на граѓанска свест. Една, како кажам, една одважност, го нема она што ти е познато и тебе и на сите нас, она што порано и се случуваше на Македонија, тоа е едно доминантно владење на стравот. И тој еден став дека молчи си подобро, чекај да не ме види овој, чекај да не ме што ќе каже овој, дали со тоа ризикувам нешто, ако, нели, го артикулираш отворено својот став, револт, гнев, тага, радост, конечно, како и да е. И во таа смисла, тоа е, ме радува што го доживеав и тоа, затоа што стварно мислам дека ова една имам едно чувство дека стварно се наоѓаме на една преломна како кажам, линија, од која би можело и да се случуваат работи и некој да свати дека не баш така лесно можеш да си поигруваш со емоциите и со интересите на граѓаните и со нивните потреби. Боријан, јас уважувам дека си потресен, нема кој таа трагедија не може да го допре и така натаму. Ја го немам тоа чувство, ти што го имаш. Знаеш како до лани, до пред 2 години всушност го правевме оној утрински брифинг, кој беше многу гледан и многу вака за мене, за нас еден многу интересен проект и така натаму. И сакам да кажам, секое утро, бидејќи седнав во студио во 7 наутро, ги читав полициските соопштенија за претходниот ден. Ги издаваа наутро. За тоа што се случило, има овие билтени, него има вера, бидејќи таму има многу занимливи податоци, меѓу другото. Бев фрапиран со години за бројот на тоа е времето на Оливер Спасовски, сега не знам што се случува потоа и не знам и сегашниот министер што прави, како прави, веројатно прават, не викам не. Меѓутоа имаше редовни полициски вечерно-ноќни акции на супирање на возила. Види. Значи, да се фрапираш, ти кажувам за територијата на град Скопје, не говорам за цела Македонија. Да се фрапираш од број на возила нерегистрирани. Значи, не 1-2. Во полициски билтен 30 нерегистрирани возила. Во полициски билтен 40 души фатени без возачка дозвола. Во полициски билтен, не знам, 30 пијани возила. Значи, сакам да ти кажам, нема што да не изненадува ваква трагедија, има се разбира да не потресува. Меѓутоа, кога ќе го видиш и тоа се тука негде од 17 годишна возраст, значи ова, до, да речеме, до кај 30-тина. Една во принцип
ние сите сме биле млади, сите сме имале ноќни животи. Јас мислам дека ние имавме, барем говорам за мојата генерација, многу, како да кажам, интензивен ноќен живот во некои други години и така натаму. Меѓутоа, постои една бес и една игноранција на правила и на почитување на, не на закони, на почитување на домашно васпитање, па се друго. Кај оваа генерација која сега, ја не говорам дека се тоа сите такви, ја имам деца кои се у тие генерации. И ти имаш, се разбира, деца и така натаму. Меѓутоа, забележливо е како е подигнато нивото на се може да се направи, ништо не недопира, јас сум невидлив. Ако ги гледаш сообраќајкиве за кои се случуваат периодично, инаку кој ќе видиш статистиката, нема пораст во трагедиите, ми се чини кој ќе спореди со години наназад. Проблемот е што сега прво сите имаме камери у џепот и второ тоа се шири молскавично по социјални мрежи, се разбира трагедија е нешто што привлекува внимание. Меѓутоа секојаш е слична приказната. Релативно млад човек, во овој случај ајде и со таква биографија како што ја има, а како стигнал на 22 години, ако не се лажам, да има таква биографија на законски проблеми, тоа е плюс прашање, без возачка дозвола во алкохолизирана состојба. Ти имаш една ситуација во која што една цела генерација на помлади луѓе, дел од таа генерација, че се чувствува невидлив, се чувствува никој ништо не ми може. Знаеш, гледам повици таткото, мајката, едно друго, да се разбира дека тоа секојаш. Ние имаме деца на тие возрасти. Знаеш како ти можеш на крајот од краиштата, што може да секако има веројатно, сите имаме некакви пропусти ваму, таму и така натаму. Меѓутоа во суштина мислам дека времето се смени. Зашо види и да додадам, ако ми дозволиш само уште нешто, види. Партизанска е невралгична точка сообраќајна во Скопје со години и она е модерен булевар, меѓутоа очигледно дека нешто мора да се превземе за да се успори и за да се регулира на друг начин, особено ова кај Силбо. Како што знаеш, јас таму 10 години живееш на 100 метри од Силбо. И тоа е едно тркалиште, ја не знам дали е решение да тука има 15 сати дневно полициско возило со ротација. Дали треба, не знам, некој ми вика на булевар не можеш лежички полицаец, не знам. Може треба да се направи кружен тек. Појма немам, за да се успори едноставно таа можност за тркање. Види, зашто велам дека преломен, дека е нов квалитет. Реакцијата на граѓаните, да, знаеме дека се случувале многу работи и се молчело. Проблемот е тука што се појавуваат сега еден цел ланец на настани кои му претходат на ова. Имаш Ама секојаш има синџир на настани. Не, ама да. Секојаш има тоа, не, ретко кога вако небо паѓа. Тоа сакам да ти кажам. Имаш јасна една ситуација во која очигледно постои некаква корупција, некакви поврзаности, некој со некого, со судија, со така натаму. Станува збор за деликвент кој требал да биде во поправен дом, да лежи, таква е пресудата. Значи, он не само што не лежи, туку му се купува и кола, он е вон контрола, он е производ на една култура на корупција која во Македонија се негува со години. Тоа дете, не знам како ќе звучи ако кажам дека е жртва на еден систем на претходните генерации кои со години се обидуваат да се снајдат преку врски, обезбедуваат своји позиции на моќ, кај што се недопирливи, така заработуваат, така живеат. Тоа е цел еден ментален склоп. И тоа е чудовиштето на корупцијата кај нас. Те разбирам не е корупцијата, дозволи ми да разбирам. И во таа смисла претходно имало многу сообраќајки во кои го има тој каузалитет. И тој синџир на кај што имаш поврзани настани кои доведуваат до трагедија. Но нема граѓанска свест која вика, слушај, ова е доста. Денеска тоа се појави. И тоа ме радува. Без при тоа да партија, не партија, ова, она, не, значи ништо. Едноставно, еден чист израд на револт и бес. Со огромно право. Од баби, млади деца, родители, бидејќи сите се пронаоѓаат во тоа. И мислам дека тоа е решението и единствениот начин за борба против корупција е подигањето на таа свест.
се надевам дека сега нема да се појават некои кои ќе ти прекини за заплашувања и така натаму. Во овој контекст подоста би сакал да кажам нешто да не влезам, бидејќи има некои индиции кои малку ми наликуваат на едно минато кои но ќе ги спомнам. Така што тоа е она што мислам дека е ново. Меѓу другото, и тоа ќе ни биде тема во подкастот, мислам дека она што се случува во Белград, она охрабрување на граѓанството, на чисто граѓанство, кое нема никаква, кој на ниеден начин не е манипулирано од страна, него е автентичен, автохтон израз на незадоволство и бес, дека има влијание. Ги видов и децата денеска, една група која со истиот символ го користи и така, што се има еден друг замав. Бидејќи тоа вистинската тема всушност, тај малку таа да го продискутираме од и ова бојкотиве на продавници и ова се што се случува. Ако одиме на таа тема, пред да одиме на таа тема, имаме една забелешка која јас не ја сокрив и на некои колеги се јавив. Мене многу ми како ми прободе око оној еден на пресконференција на премиерот Мицковски. Даниел репортерот која одава секој ден пресконференција. Во ред. Океј, јас тоа е прашање на нивна стратегија. Како со тоа немам никаков проблем јас. Ама фактички те прашам која пресконференција? Па сега на една голема конференција кај што новинарите Кај што поставуваат го најави прашања. кредитот за дека е стигнат унгарскиот за фирми. Ретко видов таква конференција каде што Мицковски е отворен за прашања и така натаму, што ми се допадна, што е тоа така, но имаше еден момент кај што репортерот на Сител Даниел, кој инаку сум ги забележал неговите стории на Сител, изворедно еден од малкуте кои придава значење на некаков телевизиски формат на сторија, на прашање кое е сосема бенигно, премиерот му се обрати со ако не кажеш кои се тие маркети, институциите ќе дојдат да побараат одговор од тебе. По мене, само за контекст, бидејќи не сум сигурен дека дозволи ми да го дам контекстот, не сум сигурен дека овие што гледаат сите гледаат конференцијата. Значи новинатот од го праша премиерот да ги точно дека има два маркети кои што се целни или кои што злоупотребуваат и така натаму, на што премиерот ја не знам, ама ти ако ги знаеш одма да кажеш, ако не кажеш со сакана органи истраги и така натаму. Сакам да ти дадам тоа е вокабулар информација бекграунд. Кој премиерот не како институција, како Мицковски дома, не знам. Но како институција тоа веќе стварно не смее да се дозволи. При тоа морам да кажам дека јас кој секогаш сум се залагал за јаки ЕСНАВ, за јако здружение, член сум, си плаќам сланарина, значајно ми е тоа здружение. Здружение на новинари на Македонија, кое доста промптно реагирало секогаш, зашто сум повторно задоволен. Овој пат мислам дека погреши што немаше никаква реакција. Тоа нешто не смее да се дозволи, бидејќи тоа се тие мали воведи во упат на како да кажам, во упат на граѓанската свест и неизино загушување. При тоа, Даниел е млад репортер кој претпоставувам не му е лесно да се носи со една ваква ситуација и мислам дека треба да се охрабри, да се подржи, да му се изрази со него солидарност. Иначе, да ти кажам, мене како ми бидејќи ја гледав целата пресконференција, мислам дека премиерот сватува првите 10 минути дека му пропадна причината заради која ја свика пресконференцијата. Тоа беше објавата на унгарскиот кредит, бидејќи новинарите почнаа да прашуваат нормално прашање кои што се актуелно политички, и он онака бидејќи, како да кажем, во една недела му се случи дебаклот со посетата на Вашингтон. Му се случи дебаклот со посетата на српскиот патриарх на Скопје и она се што се случуваше во Македонскиот народен театар, значи еден скандал невиден. Му се случи најава на протест со маркети. Му се случи
кризата и скандалот практично повторна онкологија, кај што нели сега сите се виновни и од пред година 10-20, само они не се виновни за ништо. И мислам дека така му се собра на таа пресконференција, у моментот кога свати дека добрата вест за тоа дека ќе се делат пари по фирми преку банките се разбира, му се струши се на глава и навистина арогантно и непристојно и несоодветно реагираше на прашањето на колегата од Сител, иако мислам дека он го нема тој, да кажам, порив во себе да, за сега барем, да апси новинари. Ама беше непристојна реакцијата. Да, апсолутно. Мислам дека тоа е непристојно. Тоа е недозволен вокабулар и само еден краток коментар, зашто ќе морам, гледам тука во гледачите кои не следат од овој тип на шпекулации политички, кои стои за ова, кој би сакал да кратко, и ние сме чуле разни шпекулации кои стои за судиката и за таткото и како тоа се случило, но би се воздржале во оваа прилика прво поради собитијата и целиот контекст на овој настан, а второ затоа што тие работи се уште не проверени, така што би замолил ако може да се воздржите од тој тип на шпекулации, дека може ова што го читам да биде па и сосем обратно, но нема потреба. Да, само уште еден осврт на она што се случува во Србија, бидејќи така некако го коментираме еднаш до сега, тоа таму расте и така. Како ти се чини ситуацијата во Србија? Мене ми се чини, јас сашто тоа го следам буквално 24/7. Јас сум толку, јас сум по мајка Србин и имам со таа Србија, таму растем во Воеводина и колку дете до кај 6-7 години. И мене ми е јас се радувам што го гледам онаа енергија што ја гледам. Тоа е настаните толку таков интензитет, таква една динамика има на случувања, да тоа просто фрапира, како да ти кажам, еве денеска сега пак, значи кога и да се вклучам пак, има нешто ново. Денеска пак една будала влетала на две лекарки да ги гази со кола. И ја мислам дека Вучич повеќе тој не го контролира. Јас не верувам дека он им дава наредба. Исто како што мислам дека онаа вечер кога ги претепуваа студентите во Нови Сад, исто мислам дека не се под наредба. Туку е дека сега тоа е една инерција, на една машинерија која е уплашена од губењето на собствените позиции. Она не може да застане. Бидејќи вечерта Вучич вика сега реконструкција на влада, ноќта му се случува тоа, другиот ден премиерот дава оставка. И пази, никој не бара оставка на влада, уствари, а владата паѓа. И незиниот пат ништо не решава. Сега, тоа е вовет во една сосема друга ситуација која не е наивна, но во секој случај таму има една таква решителност за промена на вредности, значи за крај на транзицијата која 30 години трае овде кај нас, и за конечна трансформација. И ги слушам и тоа го повторуваат ко папагали, сите, како да кажам, за некој ќе рече, некој ги навили и тоа е така. Не, просто е тоа станато една мантра. Сакаат институции кои работат според законите и сакаат институции кои работат во интерес на граѓаните. Што вика еден го слушав, тоа е многу просто вика. Значи, те барања се многу едноставни. Ништо поедноставно, просто институциите треба да го почитуваат законот. Што значи, например, дека председателот, кој инаку по ингеренции уставни ги има, може би помали од председателот наш, се однесува како да е крал. Што е невкусно, благо речено е невкусно. Да не зборувам тоа колку е деструктивно по обштеството. И сега, знаеш, ги гледам коментарите и овде воена, па, нели, овде кај нас Вучич, ако сме го говориле тоа, да се кандидира, ќе победи. Гради патишта, како да е тоа. Па градењето на патишта, мислам, тоа е, меѓу другото, вестен да имаше за брз воз Париз-Берлин. Ја не ги видов Шолц и Макрон да искочат, еве, ние сега направивме железничка пруга. Мислам, како да кажам. Идат натаму, идат, као што ќе не знам, до сега не ги видов. Таа пруга, таа линија почна да работи пред неколку месеци, ја не видов таму дека од тоа се прави не знам што него. Тоа е едно редовно апдейтирање на постоечката мрежа на железничкиот сообраќај. И мислам, тоа е тоа.
Бурјан, ако ми дозволиш, ја имам малку поинаква анализа. Ајде. Види, Не, дека знам. па да, мислам, сега бев недека и на телевизија ќе го пуштаат у недели така, бидејќи па дел од тоа е навистина баш она со што ние се занимаваме со тој вид на анализи. Види, прво што е важно да се каже дека во моментот во Србија има само два фактори кои имаат политичка моќ во државата. Да. Едниот фактор е Вучич со својата партија. Тоа не е дури ни владата, бидејќи него му е сеедно кој е во владата. И вториот фактор е студентското движење. Никој друг нема таква и толкова политичка моќ, влијание и така натаму во целото општество. Кој ќе видиш владата на Вучич и Вучич самиот, сушто се работи за Вучич самиот, не владата, туку власта на Вучич и студентското движење, кое што е веќе трет месец дава, како да кажеме, неочекувани и растечки резултати во ова ти што го говориш во артикулирање на незадоволството. Просто се размножува. Тие два фактори се комплетно асиметрични. Значи, тие нема како да комуницираат. Прво, студентите умно ми викаат, бе, Вучичу, ние тебе уопште не те прашаме за ништо, ти не си надлежен за ова ние што го збориме. Ама не, бе, ја ви нудам ова од кредити до... Не ги интересира. Ти кој разговара со тебе? Така Ние е. бареме државата, институција функционира. Ти си председател, ти пустав, немаш надлежност. Така е. Но, што е сега проблемот во таа ситуација заради што јас сум загрижен? Добро тоа, добро. Види, тие два фактори, таа ситуација, на крајот ќе мора политички да се решава. Бидејќи во крајна линија паѓањето на владата, па дури и паѓањето на самиот Вучич во крајна инстанца, е прашање на институционален процес. Еве владата падна и почнуваат да течат уставни рокови, бидејќи види другото би било револуција на улици. Што мислам дека не е ни во интерес, не е ни идејата на студентското движење. Значи, во таа транзиција кон институциите, бидејќи стратегијата на Вучич е многу едноставна. Да ги седне на маса да преговараат. Вучич сака да ги стави во институционална рамка и потоа се да им даде и што поскоро дојде на избори, бидејќи како и секој автократ, он нема никогаш проблем. Сакате избори у вторник, сакате у среда сабага, може у сабота на полноќ. Кога сакате избори правиме, бидејќи све контролирам. Со други зборови, нема како овие две работи да се сретнат. Во теорија на општествени движења, што ја предаваме на факултети, бидејќи ова е тоа, и тоа се викаше кај на шарена револуција, во едни други, да кажем, рамки и со други карактеристики, има 4 начини како се носиш ако си на власт со овој вид на движење, како што е во студентско. Првиот начин е да ги инкорпорираш и корумпираш раководителите. Како што гледаш, студентското движење е децентрализирано, не ни знаеш кој стои за целото тоа. Одлуките се носат колективно и не е ни јасно кој ги носи. По тоа како се интелигентно донесени, таму има еден дел, па можда и наши колеги од политички науки, нели, бидејќи ново се учи у теорија, кој што тоа го раководи. Меѓутоа Вучич не може да им влезе у трага на тие. Вториот начин да ги разбиеш овој вид на општествени движења е со репресија. Вучич се уште не користи репресија, сите овие инциденти сега веќе стануваат секојдневни со загрижувачки димензии, но мислам како и ти дека он не е тој што го наредува тоа, да некој се залета со кола. Но тоа е резултат. Но тоа е резултат на начинот како што он владее. Некој тамо мисли ќе седнам ќе изгазам, ништо го никој не ми може. Значи тоа е репресија, тоа не сум сигурен ако дојдат до таму, Вучич ќе биде губитник во крајна инстанција, ако цената ќе биде огромна. Третиот начин е да се остварат барањата. И тогаш самото општествено движење губи на смисла. Ако се остварат барањата, тоа е проблемот, што овдека не се знае како треба да се остварат барањата, бидејќи во крајна линија, ако е поривот да се дојде до привремена техничка или пржинска влада, како сакаш да ја наречеш, треба некој да ја гласа, да испреговара, да ја организира и да ја преземе власта така. И тоа е еден проблем. Чекај дозволи. Четвртиот начин е да се распадне движењето. И тоа се случувало многу пати во историјата, бидејќи овој тип на интензивни активности, кои што бараат логистики, пари, организации и така натаму, имаат рок на траење. Се они ќе отидат пешки до Нови Сад, прилично се уморија, види, тоа се 780 километри. Ама расте, ама сакам да ти кажам, не може ова бескрајно. Стратегијата на власта е добра. Пуштете да ги дока не се уморат. Кога ќе се уморат, ќе прифатат преговори. Што е проблемот сега, Боко? Проблемот е што прво, во Белград и во Србија студентското движење нема никаква меѓународна поддршка.
Напротив, Соединетите американски држави, цела Европска унија е на страна на Вучич. Некој најотворено, најбезобразно, најдрско, како американците, например. А некој со... Ама добро, Не Гренел. да, Америчкиот амбасадор, нашиот добар пријател Кристофер Хил, е начело на провучическите... Не е веќе таму си отиде. Си отиде предвладено. До сега беше тој раководител на америчката помош на Србија. Да, сега да збориме за Шолцови, за Макрони, за до Си Джинпинг и не знам кој. И затоа Вучич има проблем да каже, види ова од страна ми го местат. А упорно го Кој од збори. страна, па кој? Сега Курти му го месла, бе, слушај, ако Курти може вака да ти прави, па ти треба да се спакоиш да сидеш дома, човече, да бе стработа е тоа да го збориш. Загреб стоел за тоа. Ако Загреб има ваков капацитет да го направи ова, ти дечко да се извиниш на сите, да си фатиш у Москва таму некоја дача и да се прешегиш у Москва. Јас имам конспиративна теорија тоа. И сега го зберев на една телевизија, иако е тоа потполно моја измишлјотина, се разбира, дека ако има некој странец, Тоа се, да. тоа е Путин. Така е. Бидејќи Путин го Ако ако бараш има некој, замешателство од Ја не страна, верувам дека има. Не гледам. и ја не верувам, бидејќи мислам дека ова прилично е, како да кажем, со интегритет е цела ова работа, но ако има, да се види Вучич тоа да не е доаѓа од Москва, бидејќи он реално веќе врските со Русија на различен начин ги доведе у прашање. Он се уште не воведува санкции, ама речиси тоа е на прашање на одлука. Сакам да кажам, че Борјан, сега доаѓаме до ситуација како ова ќе продолжи. Бидејќи ова се убаво, сите сме воодушевени и така натаму, но е веќе трети месец. При тоа да кажем, за разлика од македонската шарена револуција, ова е трети месец у зима. Туку што јануари помина. Ние бар шетавме во април, во мај, во јуни, март и така беше прогат по кратки ракави и велосипеди. Сега, што сега ќе следува? Никој не сака да преговара, владата падна. Течат рокови кои што се уставни во Србија. За 10 дена ќе мора Вучич да реши што да прави, или нова влада или на избори. Уште една недела Па има да, точно. сакам да ти кажам. Сега, или ќе се појави некакво раководство од страна на студентите, кое што ќе седне на маса, но тоа е веќе контекстот што Вучич едва и го чека. Веќе едва и чека да добие од другата страна соговорник за да почне да ги манипулира, да ги шета, да ги корумпира на еден на друг начин, со закани, пошто сега тоа ќе бидат после братот, снаата, таткото, мајката, нели на кои да студенти така натаму. Или ќе треба, и тоа е разликата меѓу другото и со нашата ситуација од пред 10 на 15 години, кога беше шарена револуција, нели? Во Србија студентите не ги ни сакаат опозиционерите. Ние овдека имавме јасен политички лидер на опозицијата, се викаше Зоран Заев, во тоа време многу свеж и известно харизматичен, храбар и така натаму. Без разлика што тоа тргна без него и без СДСМ, тоа на крај тие го артикулираа во некаква политичка колотечина. Целиот тој разговор со сепаржинска влада и така натаму. Тоа во Србија го нема и заради тоа, Борјан, ја не сум многу оптимист за тоа како ова ќе заврши, бидејќи се плашам дека ни следува во Србија една хаотична ситуација. Таа хаотична ситуација може да повлече Вучич да стане нервозен на различни начини, меѓу другото и да извезува дел од таа криза во Босна, во Косово, во Македонија. Ние го доживеавме скандалот со гостувањето на патриархот српски на Свети Сава. Да се види да дојдеш и овдека и да дозволиш и целата политичка елита си остана на столчињата во МНТ. Додик патриархот прво сите онака опетовано што викаат хрватите нараче скопјанци. Значи ни еднаш не се даде се употреби. А Додик, нели сега што да збориме за Додик, кога све се знае, да ти кога веќе се прифатил да ти дојде овдека и да не му се заканиш пред тоа, слушај, ќе дојдеш тука и ќе држиш го, немој случајно да си правил провокации, тоа говорим за власта, тоа по дипломатски канали така се прави. Ќе те фатиме, ќе те товариме и ќе те однесеме на Табановци, одма ќе те протераме. Не, они си одседоа додека им држеше лекции за рускиот свет, за србјанството, за скандал невиден. И тогаш следуваше пресконференцијата на која Мицко ги изгуби нервите. Бидејќи го праша како не ви е срам бела вчера што се случеше, он јас се оградувам, што се оградуваш? За сега што дозволи ја ти кажам моето мислење за тоа и тоа го стварно го доживувам исто така доста вознемирувачки. Видите, тоа е тој српски свет на Вучич. И таа поддршка која ја добива од лево и десно во регионот, ти ќе видиш тенденцијата е практично
он ја враќа идејата на Милошевиќ за некаква мини Југославија, која се разбира е раководена од Белград и Србија, а во која се Македонија, Црна Гора и не Босна цела, туку Република Српска. Во тој цел простор е интензивен наративот за тоа дека Европската Унија е готова, дека умира, дека немаме потреба, дека не навредува, дека што и свашта можеш да се изнаслушаш. При тоа, со една поексплицитна или дискретна благонаклоност кон Москва, така што препознавам повампирување на тие Милошевичеви тенденции, поради кои Киро Глигоров беше за малку убиен. Господе, во случајот на Киро Глигоров, стварно Господ, таму не може човек друга инаку да го протолкува како Глигоров остана жив. Спротиставувањето на токму на таа идеја, од аспект на една македонистичка идеја, една идеја за една Македонија независна, проевропска и, конечно, европска држава, за која Глигоров со сите своји мани застанал сепак цврсто на таа идеја, сега наеднаш, ние, после толку години, наеднаш ни ја носи Додик за Свети Сава со се портфири на тацна. Не се согласувам. Не се согласувам. Не се согласувам. Ќе ти кажам што е тацната. Значи ти кога ќе оставиш Македонија без европска перспектива, добро де. неважно е кој ќе ти ја донесе тацната. Значи ние 35 години тие како операции држава, се како паралелни. политички елити се обидуваме да не завршиме вака кај што сега Мицко не донесе. Да останеме у групата со Република Српска, Косово, Србија и ние. И прати ги наративите. Па ја да седам у Белград нема шанса да утнам Македонија како маневарски простор за своите балкани политики. И прати ги наративите. Па сакам да ти кажам. Што ќе ни Европска Унија сами ќе се па реформираме? истото тоа, види, истото тоа беше и за НАТО. Па замисли ако при ово уште не сме членки и на НАТО. Па тоа се сакаме да, ма истата екипа е која тоа го бараше да не бидеме членки на НАТО. Сега направија контекст у кој што не ги сега бескрено ќе се расправаме со бугарите, зашто? За да оставаме Додиков дека да ни биде политичарот кој што ќе ни соопштува. Можда е време и гостина да го При уклучиме. тоа некој ми рече, замисли бугарите да организираат такво нешто во Македонија. Па ќе го запагаат театарот Да, тоа. веројатно тоа ќе се случиш. Вака не е никаков проблем, тоа се во ред. Не кажавме ништо за овие протестите околу многу теми, да, и стварно За маркетите. И за маркетите, Види, но еве Инфомакс ќе го... тоа добро го дрила секоја вечер. Само една поента, Колегите ако од може, Информакс. со извинување на гостинот што толку доста ќе го вклучиме. Се врзувам на ова, сами ние ќе се европеизираме. Сад ти кажам, ако се прочита извештајот на Европска комисија, ќе видиш, Сашо, колку има забелешки кои се однесува, кои се во однос на законот на потрошувачи. Тој цел сет на законот за заштита на потрошувачи, меѓу другото, ги штити потрошувачите и од овој тип на упади кои им ги прават трговците во нивните џебови. И сега пази, ние не разговараме за тоа. Например, има констатира дека имаме премалку инспектори од кој огромен дел се пред пензија. Пола од нив. Кој тоа ќе го контролира? Кој што ќе прави? Не, ама ние таа тема ја немаме. Сакам да кажам, види, чисто те разбирам, да. Не е контра на дека ја наративот, нема. ние сами сега ќе се европеизираме, не ни требаат преговори, па еве ова е отприлика. Повели. Добро. Време е да му кажеме Александар Саша Димитриевиќ, кој што инаку генерален секретар на опозицијската СДСМ. Добро вечер, добар ден, добре дошол у студиото Добро на вечер. Политиканти. Не слушај, ја и Боко претеравме едно пола саат збори. Не, ако Затоа нека се паметни бираш. работи кажам. Еве искоментирај. Добро, еве ја веднаш ќе му поставам прашање. Ај малку да направиме се пак вовед да не го Да, испровоцираме у првото од прашање. темиве ние што ги зборувавме, куса што сакаш Чекај, коментар. јас сакам едно малку Ајде. рекверс да вратиме. Александар, колку месеци си на функција генерален секретар? Месец и пол. Еве два да речеме. Може ли ако да се прашаме изберат. каква е атмосферата у партијата, имаше ги за 2 месеци. Добро, ти си кадар на СДСМ, бидејќи Да. били во младинското движење и така натаму. Како би оценил атмосферата во опозицијската? Многу партија? подобро од тоа што беше после избори.
дефинитивно. Па таму бевте паднати до дно. Да. Мислам, валда. Да, не е многу тешко да го А чекај, не, тоа. Може ли ја да дефинитивно, прашам дали ми кажал години колку што имаш завршено и како се најде одеднаш на вака една висока позиција и како го доживуваш тоа воопшто, бидејќи стварно ти си некако втор човек во партијата сега. Знаеш, Оперативен, ти си млад човек, оперативен сега. Малку 30, приватно. 31 година, дипломиран економист сум по професија. Како се најдов, па цел живот се градев јас во СДСМ. Јас сум од, да речем, од најрани години член на СДСМ. Членската книжка на СДСМ е во 2011 година. Ја имам таа плавата, не овие црвениве, новиве, модерниве. Сум ги поминал сите структури во партијата, од најниско од местни организации, па председател на локален клуб, тоа ни е нели најниското ниво во младина, па председател на градската на млади, подпредседател на млади, за сега да ми се пружи нели оваа стварно голема позиција. Ако дозволуваш, извини што те прекинувам, што те врзува за СДСМ? Во тоа време кога јас влегов во СДСМ имаше некој порив и некако чувствувавме дека навистина доаѓа едно лошо и тешко време. 2011, тоа е третата, 2011 тоа е веќе година. Да, тоа прилично во годината дојдено е тешкото време. да, тоа, на власта Да, на но Груевски. јас мислам. тогаш имам некои 17-18 години кога се вклучувам и сите општествени случувања кои што беа производ на тоа, така да тоа е некој порив заради кој што влагам покрај идеолошкиот момент се декларирам како левичар, како социјалдемократ, но имаше некакво чувство дека навистина доаѓаат некои полоши времења и во тоа време сите се вклучуваат во партија клиентелистички нели да добијат нешто. Јас во тоа време стварно немав никакви такви побуди бидејќи и со години бев средношколец. Тогаш имаше одредени движења, беше во тоа време стануваше модерно да бидеш дел од опозицијата од СДСМ. Модерно ли беше или дали еве те прашувам за твојата генерација во тоа време, тоа беше едно време не време. Да. И постоеше овој страв. Кај многу наши колеги постоеше страв, и меѓу граѓаните постоеше едноставно страв да се зборува јавно, да се критикува. Добро, да кажеме јавно да се во еден дел зборува од јавноста. она што Веќе постоеше големо задоволство и никаков страв во друг дел од Не, јавноста. така е. Во еден дел, но Да имаме респекти за овие што да гледаат, бидејќи не сите имале страв, сега да кажам, и не сите биле во опозиција. Не, и тие кои беа задоволни кога се случуваа работи кои не се добри, се плашеа да ги соопштат она што на почетокот на емисијата го кажав. Во таа смисла дали Да, некој пркос имаше во тоа време кој што ме натера да влезам во структурите и подоцна, нели, како се градев во структурите на СДСМ, дојдоа тие времења на протести, па затварање на телевизии, се тоа што природно дојде некако да бидам на таа страна. Свесен ли си за разочараноста на голем дел од граѓанството, што се разбира својот пик врв го доживеа на последните парламентарни избори од власта на СДС? Апсолутно и без тоа не можам ни да влезам на позицијава на која што сум, без тоа да го знам и да сум свесен за тоа. И на граѓанството и на членовите и на симпатизерите на СДСМ. Значи резултатот кој што беше на последните избори не е случаен и е производ на некакви Шеташ низ општиниве, тоа ти е работата меѓу другото. Шетам од почетокот на декември до сега секојдневно. И каква е атмосферата? Не ни оддавај партиски тајни. Не, нема Ова го партиски гледа тајни широка тука, јавност. нема партиски тајни. Полека на некој начин се консолидира колку и ние тој процес да кажуваме дека е завршен и дека сме го завршиле како раководство на партијата, се консолидира партијата. Членовите се враќаат, значи сето тоа само со континуирана работа и само цело време ни сака да бидат сослушани. Мораме, многу често ја употребувавме таа флоскула, ги научивме грешките на минатото, сега треба да почнеме стварно да го применуваме тоа. што доминира? Бидејќи едно време сигурен сум дека тоа доминираше клиентелизмот. Дали тој е доминантен или постојат некакви основи, некаква Видете, база на вредности, системи, принципи, идеологија, левичарска, социјалдемократска и така. Да, апсолутно. Да, дел од луѓето се од некои клиентелистички побуди разочарани, но има и дел од луѓето кои што само сакаат да направат муабет, да бидат испочитувани, да се седне со нив, Секако. да не го осетат јазот помеѓу раководството, помеѓу централата и општинските организации.
да почне раководството и централата да почне да ги црпи информациите доле од терен, од општинските организации, од местните организации, бидејќи тие се луѓето кои што секој ден се во автобус, на пазар, во такси, на фризер ги слушаат коментарите и од таму треба да ги црпиме политиките и решенијата. Како гледаат на Филипче? На председателот на партијата? Председателот од кога стане и кога се нафати, прво позитивно бидејќи се нафати во едни многу тешки времиња да биде на чела на партијата, веднаш после најголемиот изборен пораз. И ако ви кажам дека сите општински организации го бараат за посета, мислам дека сум ви дал одговор на прашањето. Него му следува сега реизбор во март, нели? Имате... Да, ќе го почнеме за некои си десетина дена, ќе го започнеме процесот и ќе ги утврдиме правилата на игра за внатропартиските избори. Бидејќи тој беше сега скоро избран за да го заврши мандатот на претходниот председател на СДСМ. Не на претходниот, како е тоа? Председателот Филипче го завршува мандатот на Зоран Заев. Така. Бидејќи таму имавме прекин на мандатот и сега се завршува тој мандат. Во март на внатропартиските избори треба да избереме лидер кој што ќе има нови 4 години. Очекувате да има контракандидати? Јас за сега немам такви информации. Немам и не чувствувам дека има атмосфера за таква работа. Внатропартиските избори кај нас сам процес еден кој што трае месец дена со активно пријавување на сите тие кои што сакаат да гласаат и дента на избори е баш буквално како ден на избори у држава која се бираат на државни избори со избирачки список на еден демократски начин, со кутии, со ливчиња, со континуирано ви паѓа бројот на луѓе кои гласаат, бидејќи го спомнувам и Таче претходно, Ковачевски, Заев и така натаму. Последниот пат Филипче го бира 10.000 членови на партијата. Очекувате дека овој пат има повеќе регистрирани за да го гласат? Очекувам, да. Председателот Филипче беше избран со 10.000 гласа, 10.000 гласа. Интересот тогаш беше околу 20.000 членови се пријавија. Ние си ги подигнавме многу високо очекувањата за таа работа, ама ќе видите дека 10.000 е сериозна бројка на луѓе што излегле, затоа што сите други партии бираат со по 300-400 делегати свој лидер. Така е. Ние бираме на непосредни избори, 10.000 гласа е сериозна бројка. Очекувам во март да имаме уште поголема бројка и впрочем тоа ќе биде една порака и кон членството и кон јавноста дека нели СДСМ на вистина ова се што го правиме во изминатиот период е во вистински правец. Добро, луѓето баш не ве доживуваат како некоја опозиција која некако е, како кажам, заражува, како да сте лаки, ќутливи, од некојот од време на време ќе се јавите и не е многу јасно кај терате. Тоа е заради се уште недовршените внатропартиски процеси на избори така натаму или затоа што не знаете каде да уште стратегијата ја немате поставена? Па не би се согласил, јас тоа не го доживувам така. Мислам дека СДСМ во изминатиот период за секоја тема излага со јасни ставови. И дека јасно ја коментираме секоја тема и дека за секоја тема знаеме во кој правец и нудиме решенија. Може би има удели нели внатропартиските процеси кои што се одвиваат, кои што сега се веќе во завршна фаза и каде што се поставени контурите на партијата и очекувам во иднина да биде тоа уште поинтензивно, баш од тие причини. Може еден коментар само да кажем дека од века еден коментар за генералниот секретар за Саша. Членовите секогаш во СДСМ имаат поблизок однос со раководството на партијата отколку со председателите на партиските општински организации. Таква е атмосферата, се уште секој сака да биде што поблиску до Филипче и ги има една респекти за општински нива. Тоа неколку пати во минатото, да речем, ни се удри од глава. Тоа немање на хиерархија и треба тоа да се постави јасно. Ако некој сме го ставили да биде председател на општинска организација, треба да му го слушнеме гласот и да му го видиме размислувањето, нели преку него да се канализираат некои ставови. Така да, добро, немам добро, што се случува со локалните организации? Повеќе ги слушам, до мене барем допираат повеќе некои опозицијски ставови и критики кон власта на локално ниво, повеќе од некои граѓански движења и така натаму, отколку што, например, од СДС. Зборувам за локалната власт, која е во огромен дел на ВМРО. Еве читам и коментар од Лазар, сега и Ночариве Головодовски,
бидејќи нонстоп коментираат гледачите, дека да прашам дали сте искрено, дали сте свесни за тоа дека не сте интересна тема и дека луѓето не ве зборат во секојдневието. Еве да бидам конкретен, да се надоврзам на Борјан што го кажува. Значи, видовме еден квалитетен одговор за онкологија, кризата. Добро, затоа што Филипче тоа перфектно го влада и затоа што некоректно се обидува да го вовлечат во одредени дневно-политички така. Меѓутоа не гледаме став, да речеме, за посетата на Патриархов и на Додик во Скопје. Не гледаме став за, не знам, бойкотот на маркетите. Вие давате, ама тоа е сето, тоа е на ниво на портпарол на СДСМ кој во морето, на тоа ви следуваат 3 пресконференции на ВМРО со кои што ве поклопуват и така натаму. Не, и за ова се што да не би се на локал, што се случува на локално ниво, во локалните власти, ние немаме како да се во ред таму, не знам, што знам, општина Куманово или нека е Општина Куманово секако не се во ред. Не во ред, не е важно дали е Куманово, дали е Велес, кој што сакаш, мислам. Не, видите, тоа што известно време бевме оставени без, да речам, некакви јасни партиски структури, се одразува и на локално ниво, нели тие луѓе чекаат одредена поддршка, одредени насоки за темите, но мислам дека сега тој проблем го надминуваме и незадоволството од градоначалниците од ВМРО ДПМН е евидентно и не е потреба само тоа СДСМ и нивните и нашите советници да го кажуваат, како што кажав ти, добар дел од јавноста го гледа тоа, а во врска со ставовите мислам дека имаме јасни ставови по секој прашање и председателот Филипче излези во врска со темата што ја начнавте во врска со прославата на Свети Сава. Имавме јасен став околу тоа дека се стварно. Да, и Филипче беше во публиката, ако не се лажам. Па беше, ама знаете како... На тоа се станува и се напуште салата. Да, ама да не ги... Знаете како... Тоа не би ги отишли. Добро, види, председателот на опозицијата е председател на опозиција. Ако е поканат, србите се значајно многу мало малцинство во Македонија, но треба се респектира Борјан и твојата по мајчина линија, а мислам дека и Димитриевиќ е србин по што е тоа, по татко и така. Сава не е значаен празник, но кога се политизира со... Кој ќе направи инцидент, се станува и се напушта салата. Се извинувам, Александар, ние со Борјан се расправаме. Не, имавме јасен став дека стварно се скандалозни и несоодветни, опасни се изјавите на Додик, ама тука па ќе се навратиме на темата дека што прават нашите служби, дали знаат они кого канат и дали знаат кој им седи и кој ќе држи говор. Па тоа не треба служби некој посебно да Додик знае што ќе каже. Скандалот е секако на име на владата, тоа нема никаков спор, бидејќи тоа да се овозможи е стварно скандал, мислам, дебакл. Александар, каква е состојбата во Куманово која веќе го спомнавме? Бидејќи таму, како што е познато, се случи тој голем расцеп, нели, со Максим Димитриевски и така натаму, има некакво параување на СДСМ. А инаку традиционална база на СДСМ. Се разбира. До сега, ба. Не, СДСМ во Куманово си се позиционира, си избравме нов председател на општинската организација, еве сега следната недела ќе си избере негов тим со извршен одбор, со секретари, советничката група во општина Куманово е доста активна, така да имаме одговор на тоа прашање и во Куманово мислам дека општинската организација ќе направи еден квалитетен тим. Бидејќи нели често се поставува прашањето поради основата во Куманово дека има знам своја власт преку Максим со друга партија, мислам дека и сериозен тим се прави во Куманово. Имате шанси да го поразите Максим со кој ја има поддршката ВМРО, се разбира? Да. Па добре, не очекувам дека генералниот секретар ќе каже немаме шанс. Не, дали добивате од локалните партиски структури, а од централа имаме проблем ваков и ваков, оваа тема треба да се каже, ова треба на крајот краиштата може не треба да ме прашаат, ја не знам, бидејќи ако е една демократска структура партија, ако има нешто да каже како опозиција внатре во рамките на локалната власт, ја дури мислам дека не треба ни да ве консултира. Не, апсолутно, ние немаме проблем со тоа и немаме да... Не, имате бидејќи тивки се... Не, сакам да ви кажам, и доколку сами излезат општинските организации, тоа што го рековте, комуникацијата со централата, немаме проблем да они го кажат тоа, да не се каже од партиската говорница од Бихачка. Значи, ние инсистираме на тоа локално да си ги кажуваат проблемите, ги координираме одредени активности. Локални портпароли, луѓе кои се препознатливи. Со градење на структурата на партијата, на внатре партиски во општинските организации, си има јасни насоки дека сето тоа треба да се
да се направи од портпароли до комисии во одредени области со експерти кои што ќе бидат вклучени, кои што ќе можат и да дадат решение за одреден проблем во локалната самоуправа, бидејќи нели ние како опозиција не е идејата само да кажуваме што не чини, ние треба да кажеме и како би го направиле тоа. Александар, следниот тест, првиот поглед што чека се разбира локалните избори. Под предпоставка дека ова во март се внатре партиски избори, дека ако е Филипче кандидатот, дека ќе помине и така, ќе видиме со колку гласови, ако биде единствениот, се разбира. Во октомври не чекаат локални избори. Имаше периоди на нас за 2-3 години кога во СДСМ во зградата да влезе со пиштол немаш мачка да утепаш, пошто немаше живо пиле, не знам дали и на пријавница дога имаше човек. Сега каква е атмосферата? Раздвижена. Ќе ти кажам зошто, бидејќи дури без разлика каква сте опозиција и колку сте во депресија и дали сте во депресија, локални избори се секоја шанса за луѓе да се јават, да се кандидираат. Ако ништо друго СДСМ има сигурно места во советнички по општините. Ги правите ли калкулациите? Се надевате ли на некаков подобар резултат од ова минатиот пат? Почнуваме да правиме јасна стратегија околу тоа како би ги избрале најсоодветните кандидати. Тоа е интересно. Луѓето кои што би ги ставиле на рейтинзи во следниот период сакаме да произлезат од општинските организации, да видиме кои се луѓето кои што општинските организации на СДСМ ќе ги детектираат како луѓе кои што би можеле да ја водат локалната самоуправа, бидејќи една е сликата која што има централата за тоа кој, да речам, тежи во одредено населено место, друго е од луѓето кои што се на терен. Подготвуваме, во следна фаза ќе поминеме, да ви кажав, со формирањето на комисии и во подготвување на програмите за локалните избори. Многу е битно филтрирањето на кандидатите за локалните избори, бидејќи знаеме дека на локалните избори покрај партијата се гласи човек и мора да се понуди и персонално добро решение. Боријан многу го интересира кој ќе биде кандидат за Скопје. Нема да ни каже, ниту знае. Мене нешто ме интересира, Саша. Ме интересира, Александар, дали повторно ќе се оди по еден, како кажам, веќе традиционален, стандарден клуч критериум по кој ќе бидат кандидати оние кои покажале лојалност кон лидерот, оние за кои лобираат 2-3 партиски центри на моќ. И оние што ќе обезбедат пари. И оние, да. Знаеш како кампањи следат. Многу партиите кога велам центри на моќ и подразбирам и тоа. Многу сакаат кандидати што ќе си ја платат кампањата. Да. Или ќе може да видиме некакви други профили. Критериумот по кој ќе се бира тоа. Ова ќе биде прв тест дали сме научиле лекцијата. Или збориме, научивме лекцијата, ова ќе биде еден од првите тестови стварно дали сме научиле лекцијата, затоа што ние сега кандидатите стварно мораме да ги избереме со една широка дебата да отвориме и во општинските организации и во населените места да видиме навистина кој поминува кај луѓето и навистина кој може да понуди нешто. Навистина ќе биде прв тест. Значи ние во оваа фаза може да изненадите со некој кој нема членска клиша на СДСМ или тоа ќе биде. За тоа прашувам. Зошто да не и во минатото имало кандидати кои што сме ги поддржале, ако сметаме дека се нечии други кандидати, па вие сте ги поддржале. Зборувам како ваш кандидат, а кој не е нужно да речеме, немаме проблем со тоа. Препознат ли дека он во СДС активен? А дека од тоа па имаме многу корист. На пример, кој ќе видиш само прашувам, историјата на скопските гројачалници, освен Коце Трајавски, сите други бега независни. За Трифун Костовски, да. Па за сегашната, па за Трифун, па и Пенов на времето беше поддржан добро. Пенов беше од партија и така. Немаме проблем со тоа. Мислам, доколку стварно некој вреди, доколку стварно некој го препознаат луѓето во таа заедница дека е човек кој што треба да ја води, немаме проблем со тоа да не биде строго партиско решение. Свесни сте дека социјалдемократската идеја прво е хаотична целата ситуација и денешно време никој не знае што точно се идеолошките рамки на разноразни идеолошки визии кои што постојаат до пред 10 години, нели? Бидејќи кој ќе видиш како владаат десници, левици и така натаму, тоа е каша попара. Меѓутоа вие реално отидете против бранот на актуелноста, мислам, ова една трампистичка визија, крајно десничарска, популистичка во одредени земји, чисто фашистичка и така натаму, наидува на практично безсознание на цели стари европски левици и социјалдемократски опции, така натаму. Не во Македонија,
туку низ Сегде пола е. континент и така натаму. Разговарате ли за тие работи во партијата? Има ли тој вид на дебата? Се грижи ли некој за... се отвара и тоа како дебата, бидејќи На свесни тема сме. вредности. Да, свесни сме. Па видете, тоа беше и едно од работите кои што ни се замеруваше во изминатиот период, дека сме изгубиле компас баш и со социјалдемократи и со социјалдемократски вредности. Така да се разговара. Извини, Александар, јас му забележев на Мицковски за овој вокабулар, кога зборуваме за вредности. Вокабуларот во односта на новинарите, во смисла на некој принцип на однесување. Вас немаше да кажете нешто во врска со тоа. ЗНМ, јас се осеќам повикан да ја критикувам здруженијето на кој му припаѓам. И сум лојален кон него и имам право тоа да го кажам. Но мислам кога и тоа го кажувам од аспект на еден принцип, не од аспект затоа што ВМРО или СДС, мислам дека без разлика кој тоа не смее да се дозволува. Не, апсолутно и не плаши тој рефлекс. Не плаши тоа однесување кон новините, покажување премиерот во сите изминати настапи забележителна беше нервозата во неговите настапи. Да, од сега е во дефанзива, може би прв пат да се брани на многу теми и глупостите што ги прават секојдневно сега некако беше кулминација на неговата нервоза и искрено мене како дел од политичката сцена ме загрижува и нешто што сме виделе нели дека го имало во одреден период на владењето на ВМРО-ДПМН ме загрижува тој рефлекс и тој однос. Јас ја гледав во живо таа пресконференција што ја коментиравме преска и ме загрижува рефлексот кој што го има према на. Мене ме загрижува што немавте официјална реакција во оваа смисла. Мислам било кој и ЗНМ и било кој што има многу организации невладини кои мислам дека на вакви појави треба да реагираат. Александар, сите анкети во светот, а и во Македонија, во Европа секако и така натаму, покажуваат едно значајно отклонување кон конзервативни идеи, па и кон крајно десничарски на твојата генерација. Добро, дури ти веќе и влегуваш во постари, бидејќи имаш 31 година, ама ова што е меѓу, да кажем, 19 и 25, 6, 7, па до кај 30 години, како да кажем, процентите се меѓу 30-40% од луѓето, од тие млади луѓе се веќе онака цврсто на десничарска страна, а да не кажем дека голем дел од нив се на крајно десничарска страна. Значи, едно хејтерство, една омраза кон други, кон неисти, едно зацврстување на, па ние гледаме во големи земји, нацистички, фашистички идеи и така натаму. Нешто што е во колизија со социјалдемократските Тоа сакам традиционални да те вредности. прашам, како го чувствуваш и ти тоа и дали тоа дали ова нешто што рефлектира на состојбата со која се соочува? Чувство јас го имам и тоа кај нас го имаме еклатантни примери преку одредени политички партии кои што ги привлекуваат младите луѓе со тие идеи. Имаме политичка партија Левица, политичка партија која што привлекува значителен број на млади луѓе, а идеите им се, па да не речем да не бидам група, ма крајно десничарски и крајно фашистички. Чи они не нудат решение за младите луѓе на ниедна тема, они критикуваат, само привлекуваат млади луѓе на таа реторика и ме загрижува. Да, и таа една цела генерација на моја и на помлади од мене дефинитивно таму влегува само поради нели сега сите пораки кои што ги праќаат. Околу тоа, како ќе го... Ви имате голем пад, особено во Скопје, сепак е престолнина, нели, па и колку е, може би половина од населението на Македонија е тука. Како генерален секретар, дали имаш поставено некоја стратегија како вие да го урбаната таа средина да ја мобилизирате во оваа вредностна смисла да се приклони кон вас во еден по-прогресивен дух, да речеме. Ние прво мора на младите да им објасниме и да им дадеме решенија за секојдневните проблеми кои што имаат. Ние сме свесни дека во последниот период не сме атрактивни за младите, дека младите се помалку се приклучуваат, но не е тоа само во СДСМ случај, тоа и во ВМРО. А како ви стојат работите вас во Скопје? Имате стратегија што правите? Што се мобилизирате на таа линија? Која ви е сега поддршката, што се случува, кој мислам на теренот, како изгледа тоа? Локалните избори ќе ни бидат едно од првите начини на кои што ќе можеме да понудиме одредени решенија за младите, а тие да бидат нели во духот на вредностите на ова што го збориме, колку и да нели мислиме дека локалните
избори се избори каде што нели улички патчиња сијалици, таму можеме да понудиме сериозни политики. Прво општините да си превземат сериозни програми и мерки за младите, за да ги мобилизираат, да ги стимулираат да останат тука, така да цел дел од програмата на локални избори во сите општини ќе биде посветена токму на тоа. Александар, јас се плашам дека не сте доволно контроверзни за да некој всушност се загрее за вас. Вие се што кажувате сте коректни. Вие немате Гога Филипче и други од партијата, таму има и паметен свет, како што има и во ВМРО, се разбира паметен свет. Апсолутно. Меѓутоа, не гледам дека нудите доволно голема атракција за да разбудите од сон некој или да ги преобрнете оние кои што од другата страна отишле по некој пат затоа што од другата страна делува тоа многу атрактивно. Мислам, се плашам дека вие не сте во ситуација да продолжите со politics as usual. Видете, Значи, мора нешто да направите некој земјотрес до општинските, до локални избори и некој ќе си поминете, како да кажем, како да сте на мала пролетна прошетка на изборите. Значи, не, ви го разбирам контекстот, но нели пробуваме да ја вратиме нормалноста во политиката. Во времења кога луѓето не бараат нормалност. И добро, ама се и ние ако фатиме по тој пат. Добро, не знам, прашувам. Како ви оди диалогот со ВМРО ДПМН? Кој диалог? Па не знам, ако го има, if any. На кое ниво ме прашувате? Ако ме Па прашувате во политички делот диалог. Нешто што, например, не знам, со внимание, нешто што е култура уствари на живење, не мора Европска унија тоа да е критерij. Ние сме, еве гледате и во изјавите и во постапките, конструктивна опозиција. Ние даваме предлози кои што вие треба да се прифатат, треба да се разговараат, така да немаме ние проблем да седнеме на маса и да разговараме за теми кои што се од суштинско значење. Пред емисијата мислам дека човек кој е ваш партиски член ми пише една порака со големо незадоволство, кога виде кој е гостинот, со големо незадоволство околу тоа како е избран советот на агенцијата за визуелни АВМУ. Да. И се стварно за тоа наеднаш кога тут немаше никаква дебата. Од друга страна можам да кажам дека пријатно бев изненаден, например, во почетоците на владата на Заев, кога се бираше антикорупцијската комисија, нели, едно регулаторно независно тело, исто како што е АВМУ, во собранието, па, нели, јавно зборува кандидатите, па пратениците имаа можност да разговараат, да ги прашуваат, една транспарентност на целиот процес. Сега ова беше во една тајност. Со указ. Ако добро разбрав, еден член кој вие за кој е ваш човек као наводно, па другите на двајца на Влен четвориците, таа математика меѓупартиска у која јавноста као бркајте работа. Ете, беше нотирано нели како недостаток тоа дека членови во Европската комисија како недостаток дека членовите се со истечен мандат. Да. Се у контекст на ова што го збориме, нели е добро да имаме функционални институции и е добро да бидеме, таму знаете законот е нели променет со двотретинско мнозинство се гласа таа комисија и мислам дека е добро што се учествуваше и што се дадоа предлози се со цел да можеме да имаме еден функционален систем. Нема, видите, се остави простор за бидејќи еден нетранспарентен процес кој остава простор за спекулации, па чекај сега Филипчи, Мицковски, ова вакви дилови, онакви дилови се. Не, нема никакви дилови, едноставно. Не, добро, но сакам да кажам дека таа нетранспарентност кој отвара тој процес на спекулирање. Па мислам дека траеше, имаше собраниска расправа и пред некое време за истата тема. Да. Под услов некој да ги следи собраниските расправи. Знаеш како Борјан, имам впечаток дека Александар има таква самоконтрола што и да го прашаме дека нема да го извади. Не, добро. Со Борјан ми е погасто, само ќе свикаме нешто и има дебата после малце 2 сати. По природа сум смирен човек, така да немам. Не, затоа што тезата ми е дека јас иначе политичари со самоконтрола и смиреност ги ценам, се разбира.
Тоа се и во принцип церебрални политичари кои што поише размислуваат и така натаму. Меѓутоа времињата се многу необични, времињата се многу радикализирани, не говорам само во Македонија. Фала Богу, кај нас не е баш таква ситуацијата, кога ќе се сврти човек наоколу и така. И јас стварно навистина мислам дека вие не сте доволно контроверзни за да можете да почнете да привлекувате, да ја разнишате јавноста, да почне да се интересира. Никој жив во Македонија не следи парламентарни расправи. Например, случајно го гледав Оливер Спасовски, некнина говорница, каде што им одржа лекција на власта околу расправата беше за изгласување на меркиве околу штрајкот на како ствари гласаат закони кои што ги анулираат инспекцијските потенцијали и потоа се чудат зашто не можат да интервенираат во цените и така натаму. Сакам да кажам ми личите како на српската опозиција. Значи, на крај ќе ви се случи движење кој ќе излезе можда еве на улица за маркети, за едно за друго, ама вас не ве третираат како партнерот. Па ова денеска, на пример, ова трагедија со девојчето Фросина, веќе Добро, види, не е ни пристойно таа трагедија да се политизира. Не, така е, јас се согласувам, но малку треба да се мобилизираат младите особено, затоа и на почеток реков, јас сум изненаден како тоа се случи денес. Се согласувам со вас, дека можеби треба малце побурно да има реакции за некои теми, но мораме да го земеме во предвид процесот низ кој што помина СДСМ во изминатите месеци. Да, можеби е нефер да очекуваме за 3 месеци сега нешто. Да, ние поминавме низ еден процес кој што значеше целосно промена на раководните структури, избори по општинските организации, формирање на партиски комисии, сите структури надоле и нели си треба време и си треба да си легнат некои работи за да можеме да стигнеме до таа фаза. Но сепак сметам дека навистина е многу битно што имаме став по секое прашање и што го градиме тој став на дневно ниво и што ги коментираме, што сме присутни во јавност, нели ги коментиравме неколку случаи по повод ова што го зборевме во врска со прославата и Ја за разлика од Боријан да речеме не мислам дека главниот проблем на СДСМ е пиарот. Па јас ти реков дека е главниот проблем. Нема ова кој викаш недоволно едно друго, тоа на крај може да се сведе. Јас зборувам за транспарентност и проактивна и пиарот да ви е проблем. Тоа не викам дека не ви е проблем. Тоа дивна работа тоа. Да, ама се обидувам да извадам дали всушност во партијата се случуваат овој вид на критички размислувања, на желба да се трзне нешто, на енергија која што тоа е ентузијазам на ниво на базиран на вредности, на идеологија, не на клиентелизам и опортунизам и така натаму. Тоа е она што го прашувам. Дали дебатирате, дали се состојано. Има ли кој да му рече не на Филипче? Имаше в години кога на Заев немаше во претседателството кој да му каже не. Не има и претседателот Филипче не е апсолутно суетен и нема проблем со тоа. Да знаете, сме имале дискусии на многу теми во кои што сме имале различни ставови како луѓе, како раководство и како поширок состав, така да апсолутно и секојдневната комуникација и негова и наша со луѓето впрочем и произведува такви реакции, но нема проблем во тој дел. Добро, тоа е. Него ја вако као полусрбин да тебе Србине питам, како ти се чинат тебе овие протестите во Белгија? Ги следам, ве слушав на почетокот дека ги следите, ја ги следам секојдневно. Прво сум воодушевен од креативноста на тие млади луѓе таму. Секој ден нешто ново има, секој ден нешто ново вадат и ми е многу интересно што не дозволуваат ниту еден лидер од опозицијата да им се залепи, затоа што навистина тоа во минатото во Србија беше случај каде што секогаш во секој момент каде што се створи некоја критична маса за одредено прашање се залепи некој лидер на опозицијска партија и тоа го уништи. И апсолутно го поддржувам тоа како демократски процес на израз, на револт, на незадоволство од системот. И ја слушав вашата дискусија, многу интересни тези во некој дел и се согласувам со тоа дека во прв момент кога они ќе профилираат некаков човек кој што ќе седне на преговори, ќе имаат проблем. А како се чини, мене ме загрижува тој интензитетот на поларизацијата, бидејќи таму дури вчера во една емисија слушав
веќе почнува отворено се стравува од можност за граѓанска војна, за судар меѓу едната и другата страна. Реториката, вокабуларот кој се користи во овие провладени медиуми од типот на Информери, Хепија, Тоа е, например, јас го Пинкови и така гледам натаму. некогаш Информер, тоа е, ние не сме го доживеале сашто тоа. Да, се согласувам. Имавме ние една одвратна, вулгарна пропаганда и манипулирање со Не, граѓанството. не сме биле никогаш така како овие таму. Но тоа не, она е стварно навреда цивилизацијска. Со по мали сите- исклучоци, по има сите еден- основи. има неколку И сега души што- Вучич вика да диалог, но од друга страна тоа се негови луѓе. Он постојано прогонува предавници овој работи за овој работи, нешто одврат, како да кажем. Тоа е Сето тоа што се случуваше и со ние немили настани со тепањето, со газењето на луѓе, мислам дека само продуцираш уште повеќе луѓе да излезат на улица. тоа очигледно, да. И не ги можеби ако била интенцијата некого некого да заплашат и некој да му рече Не им успева. на своето дете не искаче нели може сега да ти изгази некој на улица, не им успева него мислам дека Не, мислам дека и почнали родителите да излегуваат со децата. Да, така да. Да, ма Борин, ја пева и со тој ќе завршуваме, полека ја не гледам каде тоа оди. И јас не можам да го видам финалето, да. Финалето Тешко е на да се целиот прогнозира процес. каде тоа оди сега. Ти како политичар, што мислиш дека е влијанието на расплетот од тамошната ситуација во Македонија? Видете, тоа што се случува таму нели го коментиравме и преска, дава некаков признаки нашиве денес што беа стварно протест кој што треба да ни ја подигне свеста, ниту во еден момент не треба да се влезе тука во политика, бидејќи се што се случи, се што се случува на скопските улици со години наназад, сега не кажуваме дека е тоа сега со оваа власт или со претходната, со години наназад, треба да поработиме на подигање на свеста. Влијанието во однос на процесите кои што се случуваат таму према нас како држава, во моментот не можам да го проценам бидејќи не го гледам финалето таму. Не знам што ќе биде таму разрешницата на целата ситуација и како тоа ќе изгледа. Дали што го говоревме, дали ќе седнат, ќе преговараат, дали ќе има некаква разрешница или ќе влезат во уште под лавока Тука ми криза. отвараш едно прашање, морам те прашам. Како генерален секретар, бидејќи ти си одговорен за таа внатрешна структура на партијата. За теренот. Има ли аналитика во СДСМ која може, која би требало? Ако победи Вучич, ако Вучич превагне и ова, ако студентите ова, на Ние имаме регионалните консеквенции, каде тоа, што ќе се случува и така натаму. Има аналитика, ние имаме толку сериозни проблеми кај нас со кои што треба да се занимаваме и да се го изчистиме собствениот двор, а под собствен двор мислам прво да се средиме внатре во партијата, тоа што го правиме, а подоцна и во државата, па после ја гледаме некоја. Ја мислам управо е Александар Борјат. Мислам, веројатно состојбите во Србија на нашите политичари им се на низок приоритет, бидејќи имаат милион други приоритети домашни. И јас се плашам да предвидувам, но мислам дека тежината, геополитичката тежина на Србија, низината историска улога на Балканот генерално, известна друга поексплозивна или имплозивна динамика, не верувам дека ќе може да ја гледаме како случувањата во Судан, например. Но повторно ќе кажам, не би сакал да го тоа ни предвидувам, ни помислувам. Се плашам дека ќе ни биде мислам тема дека- они уште за Но мислам дека на тие анализи се работи. И треба да се работи. Добра, Тоа се саат и 15 на минути. Александар, благодарам. Благодарам вас. Види, нов на си со поканата. лесно поминуеш, се надевам дека следниот пат кој се видиме за до 6 Не, месеци. ама ова ти е први Ама ваков настан. Колку време се важи дека сум нов? Па да речеме до изборите. Така е, добро, година дена. Дали ти ова на Сител во Дневникот беше? Тоа е пократко интервју. Бев во Сител, Дали ти ова прво подолго интервју? Да, ова ми е прв подкаст. Морам да ти Добро. кажам дека на Сител ми остави добар впечаток. Ама на Сител се 5-16 минути. Да, во затоа вестите. прашувам, затоа Тој формат. клучна е кондицијата на концентрацијата, што е Ќе се бака. видиме, ја мислам, и со тебе, не само со тебе,
веројатно негдека пред изборите на доволно време за да видиме што правите таму и дали Да, општо имате тогаш шанси више за ќе нешто. треба да имаме и конкретни Така решенија, е, не кој ќе само извадите Да, решенија. не само планови што Кој ќе планираме. извадите решенија. Овие прашања што ги имам Тогаш се ќе треба да ги бранаме воздржувам. решенијата. Така е. Се воздржувам затоа што си се уште тазе, вие сте како раководство, уште незавршени процеси, така што Да, сега нели следното тој еден месец Александар Алку Следното не доаѓа. Не, ќе дојдеш. Таман работа. Ќе дојдам се. Благодариме на Александар Димитриевиќ, кој што е генерален секретар на СДСМ. Благодарам, Ви Александар. благодарам и на вас на Порем се поканата. гледаме следниот петок. Ако што е ред, следниот петок сме... Ау сме заедно со имаме... така е, на меч, во на миксерот меч. сме. Во миксерот со Инфомакс Мечка и заедно со Мичо, Мечка и да. со Мичо. Тоа секогаш предизвикува голема гледаност, и да ти кажам забавно е. Додуше они знаат до 2 сабајлена од седата, Па тоа е, ќе спијам ја од четврток ќе почне да. Со оглед на годините наши. Пријатно сите, благодарам за Сваќам, мала. оваа епизода. Добре.